За општина Карпашова лето ќе биде долго и работно. Тоа се потврдува со повеќето градежни зафати низ целата територија. Се асфалтираат нови сообраќајници, се поставуваат рабници, пешачки патеки. Со еден збор, се што е потребно и е побарање на граѓаните. Се наоѓаме во населбата Жданец. Што е она што тука интервенираше општина Карпаш? Овака. Овдека се изврши асфалтирање, односно ова беше патека, земјена патека која што ја користеа граѓаните и побарањето на граѓаните. Општина Карпаш презема активности со проектна документација, со проект да изврши едно целосно изградба на постоечката патека, со тоа што се тампонира, се асфалтира, се поставија рабници, се коловозна конструкција модерна, за да може сообраќајот да биде по-лесен, побрзо се регулира. На одредени места покрај тоа конфигурацијата што дозволува таа широчина колку што е овдека, не може повеќе, меѓутоа и максимално се извлече и се направија некои проширувања за да може да се разминуваат и возилата. На одредени места има проширување до 3 метра за разминување повеќе. Према терено, према прилагодување, инвестицијата чини 3 милиони динари, така да со средства од општината. Покрај тоа што работите во Жданец, исто така имаше и активности во Нерези. Таму исто така се правеше сообраќајници. Да. Патниот правец од улицата Козле до Пантелеймон, тоа е патот према манастирот Пантелеймон, се врши реконструкција во две фази. Првата фаза беше извршена во должина од 5 км патниот правец, со тоа што првиот дел беше извршен минатата година со средства од Европска банка. Оваа година втората делница од патот се изведуваат со средства од Светската банка, со тоа што проектната документација и трошокот за проектната документација е на трошок од страна изведено од страна на општина Карпуш, значи на товарна општина Карпуш како инвестиција, а работите ги изведува градежно претпријатие Бетон. Сега во овој момент таму се вршат поинтензивни работи. Реконструкција на коловозна конструкција со асфалтирање и стругање на постоечката. Одредени места се прошируваат коловозната конструкција, се врши проширување и исправање на кривините, замена на постоечките и реконструкција пропусти и изградба на нови целости пропусти за подобро регулирање на атмосферските води. Тоа е планирано во периодот што следува, каде можеби ќе се прават интервенции, асфалтирање, паркинзи, нови пешачки, велосипедски патеки. Има ли некаков план за тоа? Секако се предвидуваат на повеќе места. Во тек сме и со проектни документации изготвување и во фаза на тендерски документации, така да имаме во предвид да извршиме реконструкција на постоечката коловозна, постоечката улица од крајната улица 57 према манастирот Пантелеймон, долниот манастир Пантелеймон према населбата Грчец. Исто така кај што е покриениот канал на крајната 57 тука реконструкција на тие делови. Имам уште на други места паркинзи имаме кај позади Министерството за економија. Скоро таму направивме 2 паркинга, ги реконструиравме. И на други места каде побарање на граѓаните, каде што е неопходно ќе интервенираме со тротоари, со паркинзи, со асфалтирање на улици и така. Од општината го кажаа своето. Граѓаните задоволни од она што локалната самоуправа го прави за нив и тоа во континуитет. Добар ден, вие сте жител на Карпаш? Да, жител на Карпаш. Колку време живеете тука? Од вселувањето во зградата од 78 септември месец. Задоволни ли сте од она што општината го прави за вас, жителите на општина Карпаш? Па, доста работи се направени. Мене највише ми одговара тоа што кејот на Вардар е поплошен да можам таму на велосипедската патека да се рекреирам. Доста работи се направени, паркинзи, единствена општина кај што не се плаќа паркирање на возилата. Супер е да се живее во Карпаш, поготово Карпаш 1. Задоволни сме генерално од се. Единствено би можела да истакнам како родител на 2 малечки деца, многу го употребуваме игралиштето и мислам дека долги години постои, па би можело една мало реновирање да му се направи и идните генерации нели да дојдат да се изнаиграат на тоа игралиште. Па задоволни, многу се направи овој мандат. Се направија улици, секој ден поминуваат чистат, хигиената на високо ниво, така да задоволни. Тука сме 30 и неколку години.
се одвиваат некои изградби, задоволни сме, улиците не се средија, со едносмерниот дел баш на овие улици се регулира голем дел од сообраќајот, беше напнато, не можевме да излеземе од дворовите со возилата, сега е регулирано, нешто побезбедно, очекуваме моце да се санираат пешачките делови, да се зголеми безбедноста пред се за најмладите и се надевам дека има мали некои недостатоци околу сигнализацијата, сообраќајната и мислиме дека тоа со тек на време ќе се регулира. Добар ден, и вие сте жители на Средно Нерези, задоволни од живеењето тука? Задоволни, све што е ветено, све е исполнето. Што е ветено, а што е исполнето? Ветено е улиците да се направат, Вардар да се направи, Кео да се направи. Ветено е да биде чисто и све тоа исполнето. Но и многу повише, што не може да се, мислам све да се наброи, нема време. Долго најавуваниот и со нетрпение очекуваниот нов и модерен плоштад во населбата Влаа е во завршна фаза. И овој градежен зафат целосно финансиски поддржан од оперативниот буџет на општина Карпош. Според анализите кои што ги направивме, значи нашиот креативен тим на општина Карпош во соработка нормално со градоначалникот на општина Карпош, констатиравме дека во делот помеѓу Влаа 1 и Влаа 2 не постои добро испланирано и реализирано место каде што граѓаните, значи на овој дел од општината ќе имаат интеракција, ќе имаат социјално зближување. Таа гледна точка одлучивме на овој дел кој што порано беше едно запоставена парцела локација да ја облагородиме. Значи да поставиме ново хортикултурно зеленило со над 2000 метри квадратни. Значи се стават нови дрвја, да се стават нови цветни расади. Ставивме цветни расади над 4000. Ставивме нов партер. Значи ставивме фонтана, место каде што ќе може значи граѓаните да се разонадуваат во летните нели часови. Покрај значи фонтаната одлучивме и размислувавме исто и за најмалите, направивме и ново детско игралиште, значи една кохезија на повеќе социјални слоеви, од повеќе да кажам возрасти, од анализирани од најмали до најстари, место каде што ќе може да се држат значи сите граѓани од Влаа 1 и Влаа 2. Мислам дека сме многу задоволни сето тоа што се прави, сето тоа се работи и за малите деца и за возрастните луѓе. Ни се допаѓа како изгледа, сето тоа е убаво, прекрасно да се продолжи да се одржава чистотата и понатака. Многу е убав и треба повеќе да има клупи за пензионерите да си седа. Само луѓето малце се немарливи, фрлат харти, семки, само тоа малце хигиената, ама тоа е до народот зависи. Ви се допаѓа плоштадот што се прави сега? Многу ми се допаѓа. Што најмногу? Па, што нема зграда тука, да не го затвара просторот овде каде имаме добра вентилација и еве сега кога ќе го отвориме ќе видиме колку е убавено натаму, уште не сме го видели. Осврнувајќи се на капиталните проекти, општина Карпош не заборава ниту на одржувањето на зеленилото, како и на хортикултурното облагородување на запуштените површини. Токму затоа, секого кому ќе му го поставите прашањето зошто би одбрале оваа општина за живење, одговорот е ист. Најубава, најзелена и најцветна е општината. Па нема човек кој не ги посакува цвеќињата секаде, како во домот, така исто и во обкружувањето надвор. Партизанска гледам дека на вистина има многу садници, цветни садници, ја разубавуваат. Сметате дека треба да се насадат и повеќе вакви садници, ако ги има многу сега во општина Карпош? Па да, би посакувала да ви кажам и да се издвојува таа и сега се издвојува општина Карпош од останатите општини по самото севкупно уредување, меѓутоа цвеќињата да бидат символ на општина Карпош, би сакала, навистина би сакала. Што нема што да збориме, немаме зборови, од убаво по убаво е. Све е убаво, од Рузвелтова до крај. До кај се води Карпош, што е тоа цвеќе на цвеќе, а не само улицата, него и зградите, пројдете по зградите ќе видите балконите, се терасите им се со цвеќиња пуни. Нема што убаво да кажеме. Ете се гледа и тука и луѓето работат, го украсуваат делот од партизанскиот ред. Убаво цвеќе има, мислам цело Скопје има најубаво цвеќе, али наша општина најубаво цвеќе. Да кажам нешто, јас работам во странство,
во зајавите на цвеќината во Холандија, кога ќе поминам низ општина Карпош, ме потеќе на моето место кај што работам. Јас сум многу задоволна. Посветеноста е клучот на успехот, а општина Карпош доследно го спроведува она што го ветила на своите граѓани. Само со ваква интензивна работа на терен, Карпош уште долго време ќе го носи приматот најпосакувано место за живење.